надеваме дека поддршката од градоначалникот на општина Центар е уште една наша потпора. Иста таква поддршка очекуваме и од градоначалникот на град Скопје, особено што на одреден начин ја добивме и од директорот на градски трговски центар. Така да таа димензија на овој собир како јавен, мирен, но особено граѓански, сакаме да ја задржиме до крај. Што очекувате од овој ваш протест во петок? Да се повлече идејата за реновирање на градски трговски центар? Следствено на натака доколку не се прифати? Следствено на нашите искуства, тоа би било пријатно изненадување, но не го очекуваме. Ние со ова сакаме да отпочнеме поинтензивен и пред се неприкосновен и неопходен диалог со струката. Нашата професија е тука да помогне да се создадат помудри решенија за интервенциите кои што се веќе отпочнати и кои што еве никако не се зауставуваат. Ни случајно нема во новото решение трошка вкуса, мислам дека тоа во се она веќе изграденото до сега може и да се види секој што не е архитект. Архитектите гледаат на хартија и на проект, а оние што не се гледаат во простор, тоа го имаат пред себе и мислам дека очигледно дека се нема трошка вкус. Дори меѓуто архитекта го прави ова, што мислите, како дошол до оваква идеја? Архитектот не дошол до ваква идеја, архитектот само ја спроведува идејата на нарачателот и прифатил што се вика да продаде душата на ѓаволот. Општина Центар секогаш ќе поддржува граѓански иницијативи и ни е многу драго што оваа иницијатива навистина предизвикува сериозен интерес и очекувам во петок да дојдат оние што не се согласуваат со ова што ни се нуди. Градскиот трговски центар нема дилема, е историски поврзан со идентитетот на Скопје, културно, ако сакате, градителски се развира, така што чувствам вистинска потреба да дадам поддршка, да уверувам дека мојата поддршка е многу повеќе како граѓанин отколку граничен, затоа што навистина не ми е седно да го гледам ова што се случува во центарот на Скопје. Се надам, пак ќе кажам, една сериозна поддршка од тој ден.